На иста улица во строгиот центар. Само неколку метри ги делат изборните штабови на двајцата кандидати за градоначалник на Скопје, Петре Шилегов и Данила Арсовска. Овде, на улица Македонија, на само 1 час пред затворањето на избирачките места, и двата објекта се речиси празни. Јасно беше дека кој да ја однесе победата, таа ќе се прогласи во некоја од партиските централи. Во она на ВМРО ДПМН веќе беа поставени новинарските екипи. Опозицијата прва се охрабри за пресконференција. Тажен ден за недемократската власт на ЗАЕВ. Во седиштето на СДСМ на Бихачка, единствените видливи гости кога се затворија избирачките места беа новинарите. Првата пресконференција се одржа 1 час по она на ВМРО ДПМН. А избирачката волја на мнозинството ќе биде испочитувана. Веќе традиционално, прв во прес-центарот на владеачката партија дојде пратеникот Горан Мисовски од коалицијската НСДП. Па, ајде да ги чекаме резултатите. По него беше речиси мирно. Во исчекување на следните обраќања, тишината во Скопје ја прекина младината на опозицијата. И почна масовно славје. ВМРО ДПМН веќе брифираше дека го добива Скопје, но честа да ја соопшти победата ја оставија на кандидатката Данила Арсовска. Намерно или не, Мицкоски доцнеше со својата пресконференција, а некои опозицијски функционери се преселија во штабот на Арсовска. Ви благодарам. По Арсовска, но во партиското седиште, се обрати лидерот на ВМРО ДПМН, Христијан Мицкоски. Прогласот за убедливата победа го следеа добро познати партиски личности. Не треба премногу да славиме, бидејќи она што се случуваше, посебно помеѓу двата круга на овие избори, е навистина нешто што не треба да го заборавиме. Како што Мицкоски ја завршуваше триумфалната пресконференција, во СДСМ се очекуваше најавеното појавување на премиерот и лидер Зоран Заев. Поднесувам оставка од премиер и од председател на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Ми беше огромна чест што може да ви служам и што ми дававте доверба сите овие години да работам за вас, мој народе. Благодарам. Се дигнеме брзо сите. Целото раководство на СДСМ експресно се повлече. Остана првиот гостин Мисовски. Сметам дека Зоран Заев не треба да се поднесе оставка на функцијата премиер, но тој е негов личен став и го почитувам. Ќе видиме секако понатаму преку парламентот ќе истераме целата работа. Што мислите кој ќе го наследи? А тоа не можам да знам, треба да ги прашате во СДСМ. Во секој случај тој е процес кој што ќе трае претпоставка. Мисовски вели дека од овие избори може да се извлече и поука. Пративме порака дека во Република Северна Македонија може гласот да вреди само еднаш и само за еден гласач. Ние не затваравме лифтови, не исклучувавме струја, не ги носевме човечињата за уши, не влечевме никого, не уценувавме никого. На крајот од денот Петар Шилегов беше одличен градоначалник, направи многу за Скопје. И додека на Бихачка владееше молк, пред Белата палата се симна партискиот врв. Веќе не се славеше само победата на локалните избори, туку и оставката на Заев. Ако го изгубите теренот и ако немате поддршка на локално ниво, што е идејата на целата конструкција на Македонија, тоа е нели локалните единици да функционираат, да бидат пофункционални, тогаш секако немате кредибилитет да останете и најдобро е што тоа го отстори и ќе замине конечно. Но не е за предвремени парламентарни избори. Предпоставам дека Македонија уште некое време ќе се занимава со оваа хибридна власт, но и таа ќе заврши уште попоразително како што е ова сега денеска, онака како што го чувствуваат. И верувајте, ова не е триумф на некој кој што го гледате поразен. Тој навистина го заслужи овој пораз. На славието пред ВМРО ДПМН се приклучи и новата градоначалничка на Скопје.
Југославието со традиционална иконографија, новитет беше тоа што првпат се развеја и албански знамиња.